Дебата на која се анализираше моменталната состојба на ромите во Македонија беше организирана денес на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Ова е завршна активност на невладините организации Сонце и Романо Авази по повод Меѓународниот ден на ромите. Говорници на дебатата беа универзитетски професори, активисти и студенти. Во 1981 година представници од овие држави учествување на првиот светски конгрес одржан во близина на Лондон, каде се оформи Ромската унија, со цел да се подобри социоекономската положба на ромите ширум Европа. Исто така и за заеднување на ромскиот идентитет и движење како и борба против говорот на омраза, расна дискриминација и сегрегација. На овој датум се донесени и значени сегменти во ромската историја. Во една најзначаен сегмент е терминот ром, каде што официјално беше донесено што во превод значи човек, како и сите други. Исто така во конгресот се донесува и други битни одлуки, како што се одлука за ромското знаме, каде синята боја го символизира небото, исто така зелената боја го символизира земјата, а тркалото го символизира црвеното тркало го символизира прогонството на ромите. Исто така покрај ова е донесена и химната за ромите, односно ромската химна Джером Джером, што во превод значи Одан Одан. Нашата цел за која ние денес го поканивме е покрај одбележувањето на овој ден сите заедно да се спротивставиме на предрасудите и стереотипите и подигнување на свеста и почитување на основните човекови права и слободи на сите граѓани во Република Македонија и ширум светот. Дискриминацијата на ромите е застапена во повеќе сфери од општественото живење и секој треба да се заложи за надминување на ваквата состојба, велат активистите за борба за правата на ромите. Положбава на ромите во светот моментално и во Македонија мислиме дека не е доволно застапена во секоја сфера и сметаме дека тоа треба да се смени и како невладин сектор и како студенти се трудиме тоа да на некаков начин да помогнеме за да подигнеме и свеста на ромската заедница и од другата страна секако. Пред се може да најдеме дискриминација што е индивидуална дискриминација и што може да биде потешка дискриминација, она што е институционална дискриминација каде што самата институција ги дискриминираат на некаков начин ромите, било тоа здравство во локални самоуправи и така. Ваквата ситуација сметам пред се треба да биде индивидуална каде што секој ром активист и невладиниот сектор да може да почне да поработи на ова проблематика и на некој начин да се превземат мерки со тоа што ќе се намали бројката на дискриминирани луѓе во Република Македонија. Инаку во текот на изминатата недела 8 април денот на ромите беше одбележан со повеќе активности, како мировен марш, при што беше поставено ромското знаме пред општина Тетово, турнир во мал фудбал и крводарителна акција.